На дипломата пишува дека е дипломиран монтажер, меѓутоа тој е и продуцент, сценарист, дел од тимови кои што прават навистина добри филмови, но она што како референца е најсветло во овој момент е дека е добитник како дел од тимот на филмот Ханиленд, добитник на 3 престижни награди, на уметничкиот, на најуметничкиот, на најпрестижниот филмски фестивал Санденс. Не знам дали некој филмски работник може да си посака повисока награда од наградата на ваков фестивал, ни помалку ни повеќе, туку големата награда на жирито, наградата за кинематографија и наградата која што можеби секој уметник, секој слободоумен човек може да си ја посака да прави промена во светот. Јас ќе му посакам добре дојде во Астрорум на Атанас Георгиев, продуцентот и монтажерот на филмот Медена земја. Добре дојдовте и ви честитам вака јавно за она што го направите со многотрпниот труд од цели 3 години. Благодарам. Интересно е што филмот не е дојден преку ноќ, не е прашање на момент, на почетничка среќа. Вие имате навистина зад себе дела кои што се наградувани, во повеќе улоги сте, дури како глумец во едниот. Да ги споменеме во Кеш енд Мери, Avec l'amour, тоа не се единствените филмови, еве дојде Медена земја. Колку треба човек да созрее, колку треба да летне горе па да се спушти, колку треба да се соочи со различни предизвици да направи едно вакво, би рекла, веќе слободно ремек дело. Документаристика е малце различна. Има посебно човек треба да се посвети на тоа. Нема преку ноќ ништо. Документарен филм преку ноќ може да биде само репортажа за некое место или за некој настан. Мора да поминат дури да не кажам и повеќе години. За првиот филм ми треба од идеја до реализација 9, за вториот 5, а ово е 3, така да некако се линеарно се смалуваат, нели, сите тие временски дистанци. И фала Богу што е така, веројатно со годините оди тоа, нели. Но сепак за еден документарен филм, барем од моје искуство, сметам дека е многу потежок да се произведе. Иако може да би поевтин, ама она што е као некоја задача пред тебе уште од сам почеток, од идеја до реализација, е толку нестабилна што до самиот крај не знаеш дали ќе биде тоа квалитетен филм или не. И по пат има толку многу инциденти како тоа може да излезе на крај што не се знае, така да некој си 3 години е некој си оптимум, да кажам, за некој филм. Ова со Медена земја се случи можеби најинтересно затоа што е најкраток процес и најголеми успеси постигна само поради тоа што имаше некоја си таков спој на таа една екипа која што беше космички предодредена да го направи ова и затоа и така излезе. Да ги споменеме режисерите Тамара Котевска, Љубо Стефанов, камерманите Самир Љума, Феми Дауд, вие различни генерации внатре, сите ве обединува што сте производ, да речеме, не знам дали директен, дали самите се брусевте понатаму, предпоставам дека и така, низ работата, на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Филмот е посебен по тоа што е доминантна копродукција, од македонска страна велам доминантна, значи еден вистина чист македонски производ кој што го има за предзнак органско како естетика, органско како мет, органско како врската со природата, односно враќање кон природата. Велите космички сте врзани, но сигурно предходело плански. Вие сте тие кои што ги одбравте луѓето, тие ве одбра вас, како одеше процесот? Со овие луѓе работам долго време. Со Љубо Стефанов работиме веќе 20 години. Тој работи на environmental проекти врзани со независно со филмската индустрија и до сега имаме сработено многу. Така да ова не ни беше прва соработка. Ние заедно сме комуницирале кои се тие најбитните луѓе кои што треба да влезат во една ваква сериозна работа, без разлика што можеби не сме размислувале на ваков филм претходно. Сепак неговите проекти беа од некој си environmental комерцијален момент за тие клиенти за кои што работел до сега. Но ова се случи, значи истиот пат требаше да биде, но некако се појави од само себе излезе. Со Самир Љуба исто имам долгогодишна соработка, уште од 2009 веднаш после Кеш енд Мери пронајдовме некоја. Он се уште не беше ни снимател, но јас многу често ги користев неговите снимателски вештини, ама и не само заради тоа што беше снимател, затоа што
Самир еден сестран човек е многу значителен за некоја документарна, поготово документарна екипа, затоа што сите врати ги отвара. Кај да влезете, он има таква една аура што може да го спои и неспоивото. Фејми е долгогодишен соработник на Љубо, двајца веќе неколку години веќе работат заедно, исклучиво таа екипа. А Тамара се појави како шлак на јаготкава, да кажам, како шлак на тортата. Јаготка на тортата, кај што уствари Љубо никогаш не бил директно во филмската драматургија вплетен, а Тамара тука се погоди со тоа искуство како многу значително за сите работи да излезат на површина. А и женска естетика. Апсолутно, женски филм, женска естетика, тоа беше исто многу значајно, поготово јас мислам дека некои од најмоќните сцени не би можеле да се снимат без Тамара. Така да тоа е стварно еден чуден спој. Јас тука улетав само за да ги поттикнам и да не им дадам здив. Едноставно за да кога сватив каков материјал има, едноставно ги терав и до ден денес се уште ги терам и работам на тоа да не застане овде. Приказката на Ханиленд, ја мислам дека допрва продолжува и тоа е многу значајно за да ние останеме како екипа. Тоа е нешто што е моја задача, мислам јас како монтажер тоа никогаш не го правам, ама овде имав една посебна, би кажал, задача за сето тоа да се доврши со максимум посветеност и да нема промашај на ниедно поле. Многу е чудно, знаете, кога немате материјал, некако ќе компензирате. Кога имате премногу материјал, како ја задржавте таа линија ме интересира, бидејќи кога гледаме филм велиме нешто е вештачки, преглумено. Овде имаше толку бави нијанси и од фолклорот, толку детали, антиподи, контрасти. Ме интересира кога почувствувавте дека треба да го воведете семејството како втора приказна, бидејќи ако размислиме, еден документарен филм од 30-40 минути само со Атидже и незината мајка и се што обкружува е сосема доволен. Дали имавте дилеми, дали да ги воведете другите, бидејќи тоа носи толку реални сцени, се повредува дете, гледате сиромаштијата, велите, човекот вели семејството е најголемото богатство, а гледате дека не може да им го посвета доволното внимание, основните услови за живот. Жената е веќе оттрпната на повредите на децата. Ние како мајки при самото гледање скокаме да помогнеме, таа е инфериорна, кој знае дали е инфериорна суштински, но толку нијанси прикажувате таму на апатија, на болка, на среќа, на тага, на заборавени работи, детски игра во прашина, во опасни нешта, се гледа дека се живи тие, се случувале. Смрт, око повредено, толку живо прикажано. Значи, како можевте да оцените да може да отидете преку границата и некој да рече да, ова е монтирано, ова е режирано, ова е се вештачки? Најголемата фасцинација беше токму тука. Ние откривме едно нешто што сме го заборавиле одамна, како човештво. Значи, откривме нешто што тие ликови, например, таму тоа е друг свет. Тоа ние цивилизираниот човек не може тоа да го тек така да го размислува. Значи, му треба време да поседи некое време таму за да разбере што се случува. Таа фасцинација не се подкрепува само на идилата и на некоја екзотика таму што се случува, него на некое внатрешно чувство што тие луѓе го имаат на исполнетост, тие никогаш не се гладни. Иако има и такви моменти, но тие имаат некоја си внатрешна среќа затоа што на нив едноставно многу малку работи им требаат. А тоа ние сме го заборавиле колку малце уствари ни треба за човек да биде среќен. Тие имаат чист воздух, здрава храна и посветеност на буквално на таа природа. Иако можеби во филмот таа другата фамилија излегува дека се антагонисти, но не, во реалноста тоа не се антагонисти. Тоа се луѓе кои што се борат за живот и го прават тоа со најдобри намери и со условите кои што ги имаат. Инако да се надоврзам на прашањето, тоа требаше да биде само приказка за Атидже и за незините пчели. Но откривајќи го светот, откривме многу повеќе. Таа фамилија, присуството на нејзе не смееше да се избегне. Тоа е нешто што е контрапунктот на Атидже. И тоа е нешто што се случи спонтано, како што и се случуваат многу работи во документарен филм. Окото на мајката, мислам, ние исто така консултиравме и лекар уште многу рана фаза, кога се откри целата приказна.
Лекарот спомна дека таа жена нема да издржи неколку недели, ама издржаве неколку години. Значи сето тоа се некои работи кои што не може никој да ги предвиди, а со таква спремност на таква екипа се случуваа пред нас. За некои работи едноставно не можеш да реагираш, пошто ако му изгледа на гледачот дека снимателот е тука и може да помогне. Ама тоа се употребуваат леки, они се премногу далеко, дистанцата е голема. Например, давењето на девојчето во реката. Јас ја знам реакцијата од кога исклучи камерата снимателот, тоа само јас можам да го кажам, не може луѓето да го почувствуваат тоа. Но они треба да добијат посебна заслуга како кинематографери за таквите моменти што се фатени на камера. Мислам, не е тоа рамнодушност. Внимателен гледач ќе свати агонијата и на самиот снимател. Може да процени каква леќа користел и колку време он можел да стигне до таму. Значи, например, на некои такви моменти он колку и да бил во паника решил да не го исклучи копчето. Тоа што е многу значајно за еден документарен филм кој што ретко кој ќе се осуди да направи такво нешто, да не притрче. При тоа да може да процени колку он е спремен да стигне до таму и дали ќе направи погрешен чекор ако тргне, а другите не превземат нешто околу нив. Така да тоа се некои моменти на одлучување кои што секоја чест. Навистина. Тоа е нешто што веројатно секој го бара, нема да го постигне у текот нема на својот живот. капацитет дури да Може би има капацитет, тоа се стварно некои работи кои што многу суптилни. Непредвидливи и стварно мора некој да стави рака одозгоре за тоа да проработи. Фасцинира исто што сме заборавиле колку на тие луѓе кои што живеат на едно друго ниво на цивилизација, колку им значи традицијата, обичаите. Една атидже која што едва и купува и банани, но купува фарба за коса затоа што доаѓа едерлези, односно хедерлес на турски празникот, навидум жена која што не се грижи за својот изглед, но ете го почитува тоа. Фасцинира и кога ќе размислиме колку и да е мачно да се грижи за својата мајка, паниката доаѓа кога гледа дека ќе ја изгуби, што понатаму незиниот живот губи смисла, нема за кого да се грижи, но незината хумана страна ја гледаме во секој поглед, им дава мети на кучето и на мачињата, не го прекршува правилото, половина за мене, половина за пчелите. Таа е толку всаден тој баланс, тоа чувство, однос кон природата што ние со цели кампањи не можеме да го наметнеме кај луѓето. Не учи за многу животни работи. Таму има тешки клетви кои што сте ги ставиле. Значи се филмот е антрополошки, јас мислам дека е многу интересен за разгледување и од етнолошка, етномузиколошка смисла и тоа веројатно го имавте во вид. Фолклорот не можеше да се избегне во оваа ситуација, тоа е толку присутен, пошто сепак ако размислувам, после толку долго време, ова е пред се антрополошки филм. Со оплакување на мајката, со пеење. Пред се антрополошки, а потоа може би навлегол во тој environmental дел, кај што е сепак за животна средина и за биодиверзитет. Едноставно, таа група на луѓе таму успеале многу добро да ја сочуваат традицијата, начинот на облекување на животен стил, на односот спрема природата. Тоа не можеше да се избегне, едноставно, тоа беше се присутно цело време. Ние цело време пробувавме да го задржиме тој баланс на environmental приказна со човечка приказна. Значи тој да остане совршен баланс. И претпоставувам дека успеавме затоа што одзивот е таков, затоа што таа жена успева да допре до сите нас. Таа е олицетворение на она што би требало да биде современиот човек. Планетава се наоѓа пред сериозни предизвици, а еден толку едноставен човек ни покажува толку многу. Раскошен талент, раскошна личност, таа е толку, што би рекле ние блесава како дете, дури кога таква живост има кога се лула на лулашката, таква живост има кога прави некои работи, но таква стаменост кога треба да подучи некој однос кон децата, просто човек да жали што нема свое семејство, но се радувам што прочитав дека вие сте обезбедили и куќа и подостоен начин на живот, што е прекрасно, бидејќи филмот завршува тажно. Јас не можам да кажам дека не бев загрижена за Атидже која што ги изгуби пчелите, изгуби својата мајка но
секогаш ветува, таа ќе си најде каде ќе ја шири својата љубов. Тоа е голема дебата во документаристиката. Како да им се помогне на протагонистите. Ние ќе завршиме на црвени теписи и така натаму, тие ќе останат назад. И тоа е една голема дебата дали воопшто дали треба да се интервенира било како во нивните животи или да се остане само еден нем посматрач и да ги пренесе обзервацијски сите тие работи. Значи дебатата преовладува кон тоа да не се мешаш, да не интервенираш никако, но со нашето присуство 3 години таму ние секако интервениравме и веќе ја пореметивме таа структура на живење нивно и скоро е да е невозможно да некако не пробаш да исправиш таа ситуација. Таа ситуација сигурно нема да биде лесна и понатаму. Мислам, ја не верувам во чуда, но мораме да направиме, наша некаква задача беше да направиме максимум што може. Значи, таа куќа ние што ја обезбедивме, тоа беше по желба на самата Атидже, тоа е во најблиската цивилизација, во најблиското село, каде што она сепак има услови на струја, вода и на пред се роднини и пријатели наоколу, што е многу значајно, нема волци наоколу, например, и шакали и такви некои Опасности. Опасности, да, кои што сама жена веќе е многу потешко да се снајде, нели? Така да оваа кампања што ја смисливме и се надевам дека ќе има резултат, не е само за да и се помогне само на Атидже и на децата, мислам едноставно тоа треба да влијае на целата заедница. Ние се надеваме дека на подобро ќе промениме целата структура на тоа едно село и да покажеме не само хуманост, туку и нешто што е многу позначајно, да покажеме дека стварно на локално ниво поединци можат да направат многу. Значи, тек сме во анализа на целата работа, мислам, не сме ние како филмаџи и секако веќе ангажиравме други луѓе кои што се стручњаци на оваа тема, а денеска е тешко да најдеш стручњаци во Македонија. Кај што ќе ја проценат ситуацијата да видиме што и на кој начин да им се помогне на тие луѓе. Значи не е само пари да им се дадат. Не, психолошки. Парите се трошат за многу кратко време. Нешто што ќе им носи натаму. Апсолутно. Живот. Тие се 8 деца, тие мора да константно да им се помага на тие. Едното деца. се роди на прикажувањето на премиерата на Санденс, што е вистина повторно судбински некој момент, заре можно тоа да се диригира. Па не е само тоа, и пресметавме и дека мајката почина на истиот ден на самата премиера во истиот час, 1 година претходно. Неверојатно. Така да таа некоја си метафизика што ја зборуваат сите, нели во филм, за Тој да животен испадне добар циклус, филм може да имаш баланс, сите елементи може да бидат добри од сценарио до монтажа до глумци до камера и така натаму, филмот може да биде лош. Да. Значи некој ако не стави рака, што го спомнав тоа, значи а овде конкретно ни покажа некои елементи ни покажа, можеби метафизика постои во целава филмска Веројатно индустрија. енергии како веќе да се викаат работите на ова на вистина фасцинантно. Не сакам да бидам суеверен, но филмаџиите се често пати суеверни и овие некои моменти стварно ме прават да се наежам. Страшно нешто, да. Медот е тој што ќе се продава органскиот, оној од камената кошница. Вака не се токму продава тој? медот. Да. Не смее да биде тој мед. Аха, тоа. Значи тоа е мед од регионот, од луѓе кои што го прават на истиот начин кој што го прави Атидже. Значи кај што мора да пројде под декларација, под лабораториски анализи и така натаму, тие луѓе тоа не го прават. Но тој мед е од таму и е многу значајно дека е на истиот начин направен. По сите тертипи што треба да ги држи еден производител на мед. И тој мед нема да се продава, туку ќе биде на поклон за секој што ќе донира, кој колку што може, ќе има една некоја номинална вредност за целото тоа да може да работи. Да ќе добие како еден символ дека нешто направил за заедницата, да. И ако тоа проработе, јас веќе работи, нели? Но ако се изведува одржи, како да, ако се одржи, тоа може да биде фасцинантно колку можат петорица аутсайдери, да не ги кажам, пошто ние сме аутсайдери во решавање на инфраструктурни проекти на оваа држава. Значи, ако успееме да промениме некоја инфраструктура таму, па тоа треба да биде шамар за сите нас. Да. Па ова, само наградата ќе биде повеќекратно потврдена ако ова успее, вие на вистина ја добивте наградата во вистински раце за промени во светот. Нели е поентата тоа? И одговорницата им порачавте
дека доаѓаат од најзагадениот град и дека треба нешто да се смени. Јас се надевам дека за една година од сега и на многу поголеми говорници ќе излеземе и дека наредната порака нема да биде за најзагадената земја, туку за барем за дека некоја земја многу работи на случајот да ја прочисти својата животна средина. Тоа беше порака за сите нас и за мене пред се, затоа што мојот микросвет не може ништо да го наруши. Никаква политичка ситуација, но животна средина, евентуално здравство и образование, нели тоа е нешто што стварно влијаат и на мојот микросвет. И ако беше нешто значајно и да се каже на таква една, како порака на една таква говорница, пред се тргнав од себе и од она што стварно мене најмногу ми го ремети мојот микросвет. А тоа беше токму животната средина кај што јас најмалку можам да влијаам. И затоа Ви сте татко на деца, имате семејство и важен момент е во кариерата на секој така, човек и во успехот. Тоа сите го знаат, ама никој не реагира. А ова уметниците иманентно треба да им Ништо биде јас не да направив. реагираат. Јас викнав таму од некаде. Ништо повеќе не направив. А не гледам дека и некој се потресе, секундарно. Па некој земјотрес чув дека имало тука по Македонија, дека нешто се случило, ние не бевме таму, нели, дека тоа дури добив еден експресен одговор од нели, од представниците на владата. Вистина. Па го имаше тоа Па по вестници. значи се добро, појави. вие сте имало ефект. Сте постигнале? Ќе ви кажам за една година. Добро. Го споменавме Санденс, некако ни остана бидејќи толку е прекрасна приказнава, толку влие. Мислам, ни целиот овој разговор цело време сум наежена, се сеќавам на сцени, мислам толку не потсетува што е животот во суштина, колку луѓето изгубиле чувство за емпатија, за борба, вистинска лична борба со природата, колку сме ние опуштени и мрзеливи практично, колку оваа дигитална технологија не прави да сме инфериорни, да сме веќе затупавени кон вистинскиот живот, што не ве прашав за Санденс, да ми ги кажете впечатоците, бидејќи Санденс не е само излегувањето, како што рековте, на ред карпет и на говорницата да се примат наградите, таму се случуваат многу работи, студентски проекции, повеќе проекции, средба со видни луѓе, критиките се маестрални. Вие сте верувале во филмот, вам можеби не ви беше очекувано, но сигурно имало и возбуда кога ќе си го слушнете името на филмот, на тимот. Не може еден филмаџија да си замисли нешто подобро од Санденс. Тоа е на иста тежина како Венеција, како Кан. Не знам што би имало повеќе од Санденс. Таму се случи една интересна дебата, да кажам. Веќе во филмската индустрија бележи еден голем пресврт, каде што публиката на играниот филм драстично паѓа, а на документарниот има благ пораст. И тоа филмската индустрија знае да го примети и да ги пренасочи, нели, своите механизми како да заработи, нели, тоа е идеја на филмската индустрија. И ние за прв пат на Санденс имавме повеќе интерес за документарен филм отколку за играна продукција. И каде што тој еден термин блокбастери што го викаат, нели, тој термин кога на киноблагајната ќе има луѓе кои што ќе го заобиколат блокот, нели, тоа во америчките градови тоа се блокови, и кога ќе направат еден цел круг, кога ќе се вратат назад до благајната, тоа значи блокбастер. Сега во Санденс немаше такви блокови, но имаше надвор поставени шатори со оние редици како за, нели, за на Во циркус или да, каде што доживеавме да има повеќе публика што сака да влезе отколку што е веќе влезена внатре и сите уредно чекаат за некои 5-6 карти што останеле за да влезат. Така да тоа е веќе блокбастер и се покрена таа една дебата колку уствари документарниот филм станува повлијателен на оваа сцена. На што се должи тоа? На луѓето им веќе им е дојадено од фикција, од брзи кадри, од нереални состојби. Фейк ньюс. Да. Се разбира дека има сериозни квалитети и самиот игран филм, самата фикција не смее да се занемари, но фактот дека во документарниот филм се повеќе се приближува барем во изгледот, во форматот на играниот филм,
и дека гледачот кој ќе разбере дека сето тоа е уствари тоа се вистински ликови, нешто што вистински им се случува, другачи реагираат. Значи тоа доближување на естетиката, на форматот кон играниот филм, си го направи своето. Значи публиката знае да го препознае тоа. И ете, значи има и резултат некој. Денеска значи постои еден тренд на опаѓање на кино публика, ама па постои еден тренд на зголемување на публика во кино за документарни филмови. И тоа е нешто што ние стварно некако во центар го бодевме. И не само тоа. Значи, например, Обединети нации полека менуваат својата стратегија за значи до скоро беше климатски промени. Прво ги вика, нели, глобално затоплување, сега го прекрстија во климатски промени. А сега во фокус го ставаат како нешто уште позначајно е биодиверзитетот. Имаше доскоро на балансот во природата. Имаше една скоро една анализа од германски научници во Германија поставени статистички податоци обработуваат и сватиле дека во последните 10 години ги изгубиле 70% од своите инсекти што ги имале. Значи предвидуваат не многу светла иднина за планетава, а предвидуваат и исто така дека биодиверзитетот ќе наштети многу побрзо отколку климатските промени, а тук тоа е нешто што веќе не можеме да влијаеме никако. И конкретна работа. Студии за пчелите, што е многу опасно ако пчелите Пчелите веќе исчезнат. се одамна, но инсектите се исто така многу значајни. Пчелите се како еден прв показател. 70% исчезнати инсекти во рурални средини каде што нема загадување. Еден куп теории, ама одговор ни еден. Што е страшно. Што е страшно. И треба сите да не засега, никој не е изолиран Токму од... така, значи филмот веќе не е битен, треба да пренесе порака што документарен филм доста тешко го прави тоа. Јас имам исто така една голема дилема дали документарен филм може да смени нешто со, нели, претпоставувајќи ги сите оние филмови што ги видовме силни, например за политички моменти, дали може да предвидат нешто. Имаше во нешто. конкуренцијата во тие 12 филмови, да, имаше Стално со има да. политички теми, но она кој што најлесно би требало да може да се промени, нели, и кој што најбрзо би требало да се види промената, тоа документарниот филм многу слабо допира. Но документарниот филм работи на подолгорочен нели, термин, што за жал јас мислам дека веќе ни недостасува време. Дека веќе е пропуштено времето и кој знае и со сите сили дали е можно да се вратиме. Не сум сигурен дали веќе филмовите се толку значајни. Што е многу тажно. Што е многу тажно. Да, не се освестивме премногу доцна. Барем ние, како интелектуалци, како уметници. Дали ние се освестуваме премногу доцна? Дали ова се премногу доцна што го правиме? Многу тажно. Глобализмот си го направи своето. Повторно ќе кажам, ќе се вратам на нели протагонистите наши во филмот. 3 работи требаат за човек да биде доволно среќен. Кров над глава, здрава храна и чист воздух. Што повеќе? Ние сме замаскирани од непотребни работи и забораваме која е суштината. Но дали е можно човек, вие велите си го чувате вашиот микросвет, јас се прашувам дали е можно конзервирано да се чува микросветот. Па, јас сум веќе на ивица на разочарување, морам да кажам. Значи, тој микросвет е нарушен многу повеќе од само од животна средина. И јас сум живеел 8 години надвор од Македонија и сум решил да се вратам тука. Сега со една огромна тага морам да кажам дека веќе не знам што да правам и дека се сгрешили. Па не смеам оваа порака да ја пренесам затоа што тоа е катастрофална порака. И се уште имам надеж, се надевам дека ќе удриме силен шамар со оваа кампања што ја правиме или нешто она што го извикав таму на таа сцена дека нешто ќе има некој резултат, значи не е само до влада, не. Овде но доволно сте неегоистичен да дозволите и погледи во камера за да не подсетите дека во Медена земја не е игран филм, туку е живот, сам живот, па и некои погледи од децата и се што може да води на ваша сметка, но јас верувам дека е тоа намерно така направено, само за да не сепне дека ова не е игран филм, туку е документарен филм. Уметник без его оди во манастир и не произведува. Ја колку би сакал да се избегне тој момент на егоизмот, но
кај уметниците, кој што ќе го каже тоа, значи дека веќе постои нешто кај него. Што да одговорам на ова? Се борам и се труда. Давам се од себе. Давам се од себе. Одговорот е кај нашите протагонисти во последниот филм. Таму треба да се бара одговорот, не кај авторите. Поготово во документаристика, тоа е нешто што е многу позначено, таму треба да црпиме инспирација. Авторите се само еден момент на да го како медиум Канал. да пренесат информацијата. Сега со егото ми предизвикавте кај мене малку. Револ да ве закачнам на крајот. Што ве фасцинира од туѓиот труд? Вака ќе го завршиме разговорот. Што последно сте прочитале? Што ве вистински ве заинтригирало? Што нешто било ново, револуционерно во вашите очи? Не мора да е од доменот на филмот, може да е од другите уметности, култура, живот. Виктор Пелјевин е нешто што ми стои пред очи долго време, сега почнав да го чепкам и ми изненади. И едва чекам сите работи да ги прочитам. Штета што нема превод на македонски. Значи, еден апел за тоа да се случи. Може да има, ствари, не знам. Јас немам информација, но уште го доволен читаме предизвик на српско-хрватски, да откриеме и да инсистираме еве да се публикува и на македонски јазик. А ако некогаш ви сопре, ако не верувам, ве гледам дека во таа смисла не сте себични, секогаш ова е колективен успех Медена земја што посебно одушевува. Ако некогаш имате проблем со вашиот креативен им, да си ја поттурнете идејата, можеби ќе ви користи книгава на Дейв Бирс, кој што тие се модерните гуруа кои што продаваат производи, па дури кога производите не се толку добри, но таа етичка страна вие ќе си ја задржите, да кажавте и во Медена земја. Во името на Литература МК и Арс Либрис ќе ви ја подарам оваа книга. Има интересни, некогаш си помага со пиво, некогаш црта со левата рака, а десна ке, така што ако ви остане бел лист хартија пред вас, можеби ќе ви помогне како упатство. Добро, супер, благодарам. Јас ви благодарам за овој разговор и несомнено ќе има уште многу успеси и Медена земја и вие лично и да ви се заблагодарам за колективната радост што се случи после толку време во Македонија, иако имаше серија на филмски успеси што многу радува. Тие се обично индивидуални проблесоци. Се надевам дека ќе стане некој систем и дека веќе уметниците во земјава нема да се грижат за средствата, нема да го поминуваат вашиот пат, да се борат, да бидат препознаени, туку ќе ви биде полесно понатаму да ги наоѓате парите, да ги реализирате идеите. Имаме многу пат за одење. Благодарам. Благодарам на вас.